Петочно издание на регионалните вести. Во Советувалиштето за брак и семејство во Центарот за социјална работа во Гостивар се воведува новина. Станува збор за формирање на посебни групи за поддршка на родители, каде тие ќе разменуваат мислења и искуства. Родителите од подрачјето на Гостивар ќе може да ги споделуваат проблемите врзани со децата и семејството, да разменуваат мислења, искуства и да добиваат стручна помош во посебни групи за поддршка. Оваа новина се воведува во Гостиварскиот центар за социјална работа, поточно во семејното советувалиште. Целта е оние родители кои ги мачат исти или слични проблеми да разговараат меѓу себе и со помош на стручниот тим да се обидат да изнајдат решение. Во иднина е планирање на едукативна група на родители, кои што сакаат да ги споделат своите проблеми во групата. Има некои кои што ги имаат истите или слични проблеми. Утеќе планирање на група за емоционалниот развој кај родителите, подобрување на партнерските односи, контакт од родител-дете. Советувалиштето за брак и семејство во Гостивар функционира од 2013 година. Граѓаните може да го посетат за разни проблеми и предизвици кои не можат да ги решат самите, како партнерски односи, емоционални потешкоти, адолесценти во криза и слично. Во понеделник и во четврток советувалиштето работи и попладне. Заинтересираноста е се поголема и поголема. Од отварањето до сега се повеќе се буди свеста кај граѓаните да побараат совет, да се упатат во советувалиште, да побараат одредена услуга. Вклучени се не само корисниците на социјална заштита, туку и сите граѓани од општина Гостивар, со тоа што оние корисници кои што не се во системот, социјалниот систем, упатени со некоја друга мерка на заштита, тие бараат мала поинтивност, сака да дојдат кога нема никој во центарот, така да тие доаѓаат од 4:30 до 6, некаде во понеделник и во четврток. Во рамки на советувалиштето се одржуваат и работилници од едукативен карактер со кои пред се опфатени учениците, основци и средношколци на теми како семејно насилство, врсничко насилство, избор на професија и друго. Новиот министер за здравство Арбен Таравари денеска ја посети клиничката болница во Тетово. Вети реформи во здравството, зголемување на платите и набавка на нова опрема. Ова е моја прва посета на една клиничка болница, односно воопшто на некоја болница. Не случајно го одбрав Тетово, бидејќи е еден од позначајните клинички болници. Мислам дека тука е инвестирано, меѓутоа има потреба уште повеќе. Нашата стратегија, здравствена стратегија е да се развијат регионални клинички центри. Една од позначајните регионални клинички центри е Тетовскиот центар, каде што, колку што имам информации, има недостаток на кадар, има недостаток на апарати, има недостаток на медицински персонал друг. Ќе направиме се што е потребно, што е под наши ингеренции за оваа состојба да се подобри. Друга работа која што ни е многу битна и која што ја кажав од прв ден, а продолжувам повторно и денеска ќе разговарам и со раководството на Тетовската болница, да почнеме да изградиме нов однос меѓу пациентите, взаемен однос меѓу пациентите и лекарите. Тоа ќе биде проблем, бидејќи последните 6-7 години имавме оддалечување на пациентот од доктор, имавме непријателство меѓу пациенти и лекар. Не заборавајте дека сите ние лекари сме и пациенти некаде, така да и ние би сакале здравствениот систем да биде идеален. Меѓутоа здравствените системи генерално се проблематични во цел свет, така и во Македонија. Со мојата екипа ќе се обидеме да направиме се што е најдобро и најадекватно за здравствениот систем во Македонија и да ви го представам мојот прв советник, ќе биде докторот Омер Джемаили, кој што е познат кардиохирург во Европа, инаку работи во Швајцарија, работи во клиниката во Скопје, во кардиохирургија во Скопје. Ќе видиме како ќе биде и неговиот ангажман за да ни помогне да најдеме што подобро решение за
здравствениот систем во Македонија. Што ќе преземете за некои чекори кои што беа критикувани во јавноста во однос на здравството, мој термин? Добро, плаќање по учинок ќе го прекинам, ќе видам само какви се моите можности да се укинува. Значи сите доктори ќе земаат одредена константна плата, меѓутоа ќе најдеме начин на мотивирање. Тоа ќе биде плюс 10 или 20% за 5 или 6 најуспешни доктори во секоја болница или клиника. Од кај ќе ги земеме тие пари? Многу едноставно, ќе ги укинеме економските директори, не ни требаат 20 директори. Може економскиот директор да биде шеф на администрација во секоја болница, а неговата плата ќе ја поделиме на 5-6 најуспешни доктори во последните месеци. Мој термин генерално е добра идеја, ни се допаѓа тоа, меѓутоа ќе направиме одредени промени бидејќи одзема многу време од лекарите. Значи скоро половина од времето на нашата работа со еден пациент поминува со мој термин седејќи пред компјутер. Прво ќе го продолжиме оваа време, да биде минимум 20-30 минути, ќе разговараме со сите клиники на колку им треба и ќе поедноставиме, симплифицираме употребата на мој термин. Меѓутоа, како идеја, тоа е единствената паметна идеја последните 10 години во здравството. Сите знаеме дека нема доволно доктори и заминува. Дали ќе ги зголемите платите? Да. Тоа го каже премиерот во неговото експозе. Ќе има одредена динамика и ќе почнеме со вработување на доктори кои ќе бидат во огромен број, за да ги мотивираме. Ќе дадеме веднаш, ќе овозможиме одреден број на специјализации, тоа треба со правната служба да видам. Се со цел да ги мотивираме да останат тука, тука ни се нашите пријатели кои се во Европа, тие што специјализираат тука, да им овозможиме линк како да стигнат одредени периоди од својата специјализација, да поминат таму, да земаат консултации, а нашите доктори да ги мотивираме повремено како Омер што доаѓа и другите, има полно колеги такви, повремено да доаѓаат, да ни дадат совети и идеи и да функционираат, да го дадат својот придонес и во здравството во Македонија. Министерството за образование и наука денеска соопшти дека со усвојувањето на измените на Законот за основното образование, на Законот за средното образование и на Законот за наставници во основните и средните училишта од страна на Собранието вчера 1 јуни се укина екстерното тестирање. Измените истиот ден се објавени во службен весник на Република Македонија број 67 и стапија во сила со денот на нивното објавување. Со овие законски измени е укинато екстерното тестирање и нема да се спроведува. Сите отпочнати постапки во врска со екстерното проверување на знаењето на учениците запираат, соопштуваат од Министерството за образование и наука. Судија на претходна постапка му одреди 30-дневен притвор на велешанецот Љупчо Стојановски, дедото на малата Тамара, кој вчера пред Министерството за здравство испука 3 куршуми кон екс-министер за здравство Никола Тодоров. Неговиот адвокат посочил дека обвинетиот се бранел со молчење и дека ќе поднесат жалба против донесената одлука. Во кривичниот суд 3 пати интервенирала брзата помош, бидејќи напаѓачот на Тодоров не бил во стабилна здравствена состојба. По повод вчерашниот меѓународен ден на детето, Друштвото за македонско-руско пријателство Тетово во соработка со амбасадата на Руската Федерација во Македонија организира изложба. Беа представени слики на деца до 14 години на кои се насликани мотиви од сите краеви на Русија. Прво бе сакал да благодарам на општината на Тетово и на училиште Гоче Делчев за таа можност да представиме нашите слики од Руската Федерација. Тие се слики направени од нашите деца, од речиси сите региони и градови на Руската Федерација, по еден, по два. И тие дава таква можност да гледаме како изгледа воопште руската, може и провинција, повеќе е провинција, речиси нема од центар тука, од провинција. И како е живот во нашата земја на селски начин, на градски начин. Тие се сликите од деца до 14 години. Тие се доста мали, уште не е многу големо искуство има така во живопис, ама гледаме дека тие се направени се со желба, со таква желба да покажат каков е живот во секој мал и голем град на Русија и мислам дека е многу интересна со таа искреност, со таа отвореност која во сите земји кои имаат деца, сите се отворени, се искрени и сакаат да покажат што гледат тие со своите
уште безгрижни очи, безгрижни, без никаква политика, без никакви тепачки, без никакви тензии, само да покажат што има тие пред своите очи. И затоа мислам дека исто и на македонците, на граѓаните на Македонија, исто е интересно да гледат каква е душата на Русија, затоа што децата во сите земји се душа на секој народ. Стил на живописот е гуаш и акварел, најобично, што е најлесно, што е најизгодно за деца, ама што за пейзажите, нашата Русија е голема, не можем, ако ќе пишам сега што е, од каде, што е, целиот ден можам да разговарам, да зборувам, од сите градови, од сите провинции, од југот, од север, од истокот, од западот, се имаме тука. Два значајни празници ќе бидат одбележани викендов во Тетовско Блаце. Утре ќе се празнуваат светите цар Константин и царица Елена, а во недела Духовден. Викендов во Тетовско Блаце ќе бидат одбележани два значајни празници за жителите на ова населено место. Со црковно-народен собир утре ќе се празнуваат светите цар Константин и царица Елена во патроната црква. Светата литургија која ќе отслужи парохискиот свештеник Протанина Ѓорѓевски е закажана за во 11 часот и 30 минути. По завршувањето на литургијата ќе биде прережан кумскиот колач, пошто ќе следи братско-сестринска трпеза на љубовта. Во недела традиционално ќе се чествува празникот посветен на Светото Тројство, кај народот попознат како Духовден. Празнувањето ќе започне со утрена божествена литургија во патроната црква Света Троица во Блаце, која ќе отслужи парохискиот свештеник Протанена Ѓорѓевски со почеток во 9 часот и 30 минути, пошто ќе биде извршен мал водосвет и режење на кумските колачи, со што ќе бидат одредени кумовите за следната година. Традиционално за сите присутни верници годинишните кумови ќе приредат ручек. За време на прославата на двата празници ќе има богата музичка програма со музика во живо со Селект бенд и Јованка. Голем број поранешни фудбалски звезди, ветерани на фудбалскиот клуб Црвена звезда од Белград, деновиве се во посета на Македонија. Поводот е тоа што ќе се поставува спомен обележје Драгослав Шекуларац во Штип, кој е роден во овој град. 20 на ветерани на Црвена звезда вчера во Македонија дојдоа прво во Тетово, од каде заминаа за Охрид. Утре ќе бидат во Штип, каде ќе се поставува спомен обележје за Драгослав Шекуларац, кој е роден во тој град во далечната 1937 година. По основна цел е Штип, роден град на Шекуларац, му се прави спомен плоча, нели, 2 дена ќе бидеме во Охрид. Тука се Шекуларац, Кулија Чемовиќ, Караси, Милко, Боронеца Шестич, многу играчи од Црвена звезда. Таму ќе дојдат и Панчеви, Најдовски, Митко Стојковски, сите играчи кои играат, Ѓоре Јовановски, сите кои играат во Црвена звезда. Значи, чест ми е да го направиме овој, како да кажем, оваа чест на Шекуларац и на пропатување за Охрид да дојдеме тука кај Бакал во Брвеница, во еден добар ресторан, да ручаме сите заедно. Благодарница на голема на Жарко Калуџеровиќ, кој е донатор и на црквата за Свети Никола во село Жилче и донатор на оваа манифестација, на оваа идеја, испомен плоча на Шекуларац во Штип. Така да уживаме, ќе бидеме некој година во Македонија и се надевам дека сите кои прв пат се во Македонија да одат за Србија со големи успомени. Ова е, значи, повод е само спомен плоча и, така да кажем, последен надпревар на Шекуларац. Е на чест од Црвена звезда, од Србија, од Македонија во негова чест. Сакам да кажем дека во недела ќе бидеме на ручек во село Жилче, во црквата Свети Никола. Така сите навивачи на Црвена звезда, на старите генерации, може да дојдат да бидат наши гости во
село Жилче. Споменикот на легендарниот Драгослав Шекуларац е дело на Методи Андонов и ќе биде во тамошниот парк. Исто така ќе се одигра и пријателски надпревар меѓу ветераните на Црвена звезда и брегалница од Штип. Драгослав Шекуларац веќе на 80 години се подсетува дека фудбалската игра ја научил токму тука во Македонија во Штип, каде живеел до својата 12-та година. Штипу сум роđen. Првих 12 година сам сваке године долазио, чувала ме баба. Јас сум роден во Штип, ме чувала мојата баба. Кога веќе станав млад играч од 12 до 14 години, секој лето доаѓав по 3-4 месеци игра во Штип. Така овој град има доста влијание на мојата фудбалска кариера. Горд сум што сум штипјанин, еве ми се покажала можност благодарение на Жарко Калуѓеровиќ, игроначалникот на Штип, да ми постава спомен обележје. Поканата ја прифатиле сите мои пријатели, ветерани на Звезда, така што мислам дека спомен обележјето на тој начин ќе сведочи дека Штип има добар фудбалер, кој ги почитува своите сограѓани и секогаш се радува на своето доаѓање таму. 10 години помладиот Станислав Караси вели дека во минатото Драгослав Шекуларац бил идол на голем број млади кои сакале да станат фудбалери. Пред свега треба да мlađim категоријама и људима мlađim само објасним кој е Шекуларац. Пред се на младите генерации треба да им објаснам кој е Драгослав Шекуларац. Тој е артист кој во своје време ја радувал цела Југославија. Човек на кој политички му било забрането да оди во странство, зашто не сме имале друг како него. Една прекрасна личност. Јас прво имав голема чест да тренирам со него, а потоа и да играме заедно. А она што е важно и врзано за мене, како дете го имам истетовирано неговото име на рака, секако како резултат на љубовта која се создаде меѓу мене, фудбалот и Шекуларац. Кога бев репрезентативец и тој играше во Југославија, секој ден сум ги чистел неговите копачки. Шекуларац тоа го ценеше и ни даваше по некој денар, за да одиме на сладолед или колачи, зашто во тоа време немавме таква можност. Тука беше и покојниот Војкан Мелиќ, кој играше во неговата генерација. Тој е таков еден лик за кој мора да имаме максимална почит кон него. Затоа и го правиме ова денес, благодарение на господинот Жаре кој е тука со нас, кој не разбра нас, ветераните на Црвена звезда, зашто сакавме да направиме еден ваков настан на откривање на обележје. Драгослав Шекуларац кариерата е започнал во 1955 година во Црвена звезда, каде играл се до 1966 година. Потоа до 1976 година играл во странство со исклучок на 1968 и последната 1976 година. 10 години бил дел и од југословенската репрезентација. Теренската кариера ја започнал од 1984 година. Триесет жртви се пронајдени во казино комплексот World Manila, откако вооружен напаѓач пукал во казиното, а потоа ги запалил масите за коцкање рано утрово, а потоа и се самоубил. Жртвите кои не биле убиени со огнено оружје најверојатно починале од задушување, соопшти полицијата, а најголем дел од нив биле жени кои биле пронајдени мртви во тоалетот. Поради густиот чад кој бил проширен низ целата зграда, жртвите се пронајдени дури подоцна во операцијата за расчистување. Сите биле во дел од казиното чии подови и ѕидови биле обложени со дебел материјал, а прозорците блиндирани. Властите ја отфрлија можноста дека се работи за терористички напад на Исламска држава и покрај опасноста со која се соочува војската во јужниот дел на Филипините. Според фотографиите што ги објави полицијата, напаѓачот е маж белец кој бил вооружен. Очевидците тврдат дека најверојатно се работи за странец кој зборувал англиски. Светските лидери реагираа на одлуката на Доналд Трамп, Соединетите американски држави да се повлечат од Парискиот договор. Првите луѓе на Франција, Италија и Германија во заедничко соопштение го отфрлија барањето на Трамп за отпочнување нови преговори и му порачаа дека Парискиот договор е од суштинско значење за сите жители на планетата. Францускиот председател Емануел Макрон ги повика американските научници и инженери кои се разочарени од одлуката на Трамп дека можат својата работа слободно да продолжат во Париз. Без разлика кои сме и каде живееме, сите ја делиме истата одговорност да ја направиме нашата планета повторно голема,
изјави Макрон. За Трамп пак ваквата одлука има за цел да ги заштити американските граѓани и индустријата. Во своето обраќање од Белата куќа, Трамп напомена дека се грижи за климата, но дека не може да поддржи договор кој е во спротивност на интересите на САД. Времето денес беше сончево и топло. Попладне и во вечерните часови нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движеа од 10 до 15, а дневните од 17 до 26 степени. Утре не очекува претежно облачно и нестабилно време, со поројни врнежи од дожд и грмежи, локално во форма на невреме. Утринските температури ќе се движат од 9 до 13, а дневните од 15 до 23 степени. Ви благодариме на вниманието. Тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!